И се заканували распад на владеачката СДСМ по изгубената доверба кај дел од членството што се преслика и врз изборните резултати, најавените оставки на првиот човек Зоран Заев од државната и партиска челна позиција, бродот го напушта и Горан Сугаревски како претседател на надзорниот одбор на СДСМ. Во знак на морална одговорност за неуспехот на локалните избори како на локално така и на централно ниво, поднесувам оставка од функцијата претседател и член на надзорниот одбор на СДСМ. Извршувањето високи партиски и државни функции покрај другото подразбира одговорност кон граѓани и членовите на нашата партија. Во таа насока оставката представува мој придонес за што побрза консолидација на партијата и што поскоро враќање на победничките патеки. Во меѓувреме на Заев му се заканува и распаѓање на владината коалиција и парламентарното мнозинство, по најавите на министрот за земјоделство Аријанит Хоџа од БЕСА, дека одлуката да се прегласува во Жилино може да ја сруши владата. Неговиот став бил дека БЕСА треба да го напушти мнозинството. Движењето БЕСА денес и утре ќе продолжи консултации внатре во партијата за да одлучи како ќе действува понатаму. Можеме да толерираме многу прашања. Можеме да издржиме и пречките што ни се направени цела година како дел од владачкото мнозинство. Ја издржавме и неправдата на последните локални избори, каде што со сите познати методи на ДУИ беа искористени за да се наруши волјата на граѓаните. Но ние нема да дозволиме во име на европската интеграција да се погази најсветата вредност на демократијата, а тоа е волјата и гласот на граѓаните. Дополнителен проблем за Заев е и неговиот договор со Али Ахмети, според кој ДУИ треба да ја води владата во последните 100 дена до одржување на нови избори. Договорите не се направени за да се укинат според моментални желби. Ништо нема, ниту е разговарано и оспорувано прашањето за договорот. И додека се калкулира со можен наследник на Заев, актуелниот министер за правда Бојан Маречек демантира дека неговото име е едно од опциите за функциите. Тоа е шпекулација. Можам да ви кажам дека е шпекулација, ниту сум разговарал, ниту некој ме прашал, така што во овој момент, освен да го означам како шпекулација, не можам ништо друго да кажам. Во собранието се уште нема стигнато писмено барање од премиерот Зоран Заев за неговата оставка од премиерската функција.